Почитувани гледачи, добро дојдовте во Урбаните вести. Хуманитарен настан под мотото "Животот без пречки", тоалет за секого се одржува вечерва во Скопје, а има за цел да го актуализира и да покрене иницијатива за решавање на секојдневниот проблем со кој се соочуваат хендикепираните лица, поради немање оспособени тоалети во угостителските објекти, културните установи и институции. Со организирање на овој настан треба да се подигне свеста за проблемот и да се поттикнат што повеќе институции и угостителски објекти да изградат вакви тоалети. Ова е првата вест за денеска, еве што друго ќе гледате во Урбаните вести. Избрани најдобрите ресторани, гостилници и кафе-барови во Скопје. Скопје ќе добие пречицителна станица согласно европските директиви. Доделени стипендии за најталентирани ученици и спортисти од општина Газибаба. Представени кумот и здравичерот на Бадник 2018. Поделена храна и облека за социјално загрозени семејства во Ѓорче Петров. Тајни посетители еден месец ги посетувале скопските угостителски објекти со цел да ги утврдат недостатоците на локалите. Од истражувањето се покажало дека келнерите скоро никогаш не се заблагодаруваат за посетата. Долго се чека за нарачката, но не и за сметката. За најдобри 3 ресторани во Скопје за годинава се избрани Оливе, Лајт Джез клуб и Македонска куќа. Најдобри 3 гостилници се Сношти Минав, Кафана и Скара бар, а најдобри во категоријата на кафе-барови се Рок бар Круг, Мистер Джек и Спейкизи. Изборот е направен врз основа на исклучителноста на угостителските услуги, уникатниот амбиент и специфичната приказна која ја креираат. Ресторанот Оливе е релативно нов, во главниот град функционира 5 години, а ова е прво признание за квалитетот кој го нуди. По 5 годишна работа, ова признание не е прва година. Може ли да ми кажете со што го заслуживте? Мислам дека со огромен труд, со посветеност на храната, на второ на услугата и на амбиентот што го нудиме во ресторанот. На што најмногу се фалат гостите? Па знаете, кај нас е прво храната. Гостилницата Сношти Минав, лоцирана во старата скопска чаршија, тајните гости ја оценија за најдобра гостилница за 2017 година. Собственичката на локалот вели дека ова ќе биде доволен поттик за понатамошно докажување пред гостите. Дали прв пат добивате ваква награда? Прв пат, да. И многу сум возбудена и голема чест и задоволство ми е. А најмногу затоа што доаѓа од најголемите верификатори на нашата работа, долгогодишна, тоа се нашите гости. Колку време постои на гостилницата? Гостилницата вкупно постои 31 година. Меѓутоа, под наше водство е од 2000 година, значи 17 скоро 8 нешто години. Плакетите на најдобрите денеска им ги врачи градоначалникот на град Скопје Петра Шилегов, кој потенцираше дека целта е преку овие настани да ја потенцира важноста на квалитетот на услугата кон клиентите во угостителската дејност, како и да се подигне нивото на квалитетот и на целокупниот амбиент во угостителските објекти во градот. Наша цел како град е преку овие настани да ја потенцираме важноста на квалитетот на услугата кон клиентите на угостителската дејност, како и да го подигнеме општото ниво на квалитет на целокупниот амбиент на угостителските објекти во градот Скопје. Лично се надевам дека овој тренд на резултати во овој дел ќе биде земен во предвид од ваша страна, веќе ви напоменав, и ќе резултира со отстранување на овие недостатоци. Тоа влијае на подобрување на иднината во иднина на вашата услуга, меѓутоа и е во полза на корисниците на услугите. Кристијана Ивановска-Доревска од агенцијата Свот Ресерч Скопје, што го спроведува истражувањето, рече дека тоа било спроведено во периодот од 1 до 30 септември за кафе-баровите и од 1 до 31 октомври за рестораните и гостилниците. Со него биле опфатени 50 ресторани, исто толку гостилници и 70 кафулиња на територијата на Скопје. Спроведени биле вкупно 300 посети на гостилниците и рестораните, а во кафулињата имало 210 посети. Секој угостителски објект бил посетен 3 пати. Проектот најдобар угостителски објект меѓу најдобрите се спроведува по 10 пат, а по втор пат се избираа и 3 најдобри кафе-барови на подрачјето на градот Скопје.
Денеска беше потпишан анекс на меморандумот за разбирање за студијата за финансирање, изградба и работа за пречистителната станица за отпадни води. Како што истакна градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, граѓаните ќе добијат пречистителна станица во согласност на европските директиви, а воедно и контрола и третман на водите кои се испуштаат во реката Вардар. Министерството за животна средина и просторно планирање и град Скопје продолжуваат со доработка на документацијата за изградба на пречистителната станица за третман на отпадните води во град Скопје. За таа цел денеска беше потпишан анекс на меморандумот за разбирање за студијата за финансирање, изградба и работа за пречистителна станица за отпадни води. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов појасни дека овој анекс на меморандумот представува одредување на временска рамка за преостанатите активности, како и изголемување на грантот за финансирање на овој проект и додаде дека целта е намалување на ризиците од загадувањето и подобрување на севкупната чистота во градот. Жителите на градот Скопје по завршувањето на изградбата конечно ќе добијат пречистителна станица во согласност со европските директиви, а воедно и контрола и третман на водата која што се испушта во реката Вардар. Целта на проектот е намалување на ризиците од загадување и подобрување на севкупната чистота во градот. Затвараме едно клучно прашање за животната средина. Третманот на отпадните води е наш висок приоритет. Ќе го подигнеме степенот на чистотата на водата во реката Вардар и дополнително ќе придонесеме за заштита на подземните води во Скопската котлина, кои што во Скопје се користат и за наводнување и за пиење. Градоначалникот Борис Георгиевски денеска додели 20 стипендии за талентирани спортисти и ученици од основните училишта од општина Газибаба за учебната 2017-2018 година. 20 талентирани спортисти и ученици од основните училишта од општина Газибаба добија стипендии за учебната 2017-2018 година. Стипендиите денеска им ги додали градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, кој им посака успех и им порача дека нивна работа е да обезбедат квалитетни услови за одржување на воспитно-образовниот процес, а работата на учениците е да учат и да се надградуваат. Денес имав таа чест на најдобрите талентирани ученици и спортисти да им ги додадам стипендиите кои што општина Газибаба ги во континуитет ги доделува. Наша цел да им возможиме добри услови за нивно надградување, подобар амбиент за нивно воспитно-образовниот процес подобро да се одржува, а истовремено општина Газибаба и понатаму ќе инвестира во спортско-рекреативните активности и талентирани ученици. Во насока на подобрување на условите за одржување на квалитетна настава, градоначалникот Георгиевски додаде дека во тек е изградба на ново основно училиште Вера Јоцик во Хиподром, а во план е реконструкција на основното училиште Крсте Мисирков во Ченто, изградба на 2 училишни спортски сали во Хиподром и Стајковци, како и санација на сите основни училишта. Стипендии за најталентирани спортисти добија учениците Петар Давидовски, Ана Пејќ, Боријан Давковски, Милијана Релиќ, Елеонора Митковска, Мерис Зверодик, Едон Реджепи, Никола Јорданов и Ангела Димитриевски. А стипендии за најталентирани ученици добија Марија Петковска, Драган Николовски, Филип Велковски, Павел Наневски, Стефан Савиќ, Ангела Влитиновска, Сара Тошевска, Сања Филиповска, Антонио Лиовски, Марија Филипова и Трингла Емини. Нова атмосферска канализација во должина од 324 метри е поставена на улицата Алекса Демниевски во населба Ѓорче Петров. Како што информира општина Ѓорче Петров, со поставувањето на атмосферската канализација очекуваат да се решат долгогодишните проблеми на граѓаните од овој дел од општината. Исто така денеска во општина Ѓорче Петров 14 социјално загрозени семејства добија пакети со храна и облека. Од општина Ѓорче Петров информираат дека во наредниот период планирана е посета на 70 социјално загрозени семејства кои живеат на територија на Ѓорче Петров.
Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски им подели пакети со храна и облека на 14 социјално загрозени семејства кои живеат на територија на општината. Наумовски, дел од општинските служби во соработка со Сдруженијето Љубезност од Скопје, им излегоа во пресрет на семејствата на кои неопходна им беше ваква помош. Целта на општината е да ги детектира семејствата кои се соочуваат со вакви проблеми, за во иднина да изнаоѓа начин да им помага. Во наредниот период планирана е посета на 70 социјално загрозени семејства кои живеат на територија на општина Ѓорче Петров. Соработката со невладиниот сектор ќе се интензивира и во иднина. Воедно од општината апелираат и до другите невладини организации да се вклучат во вакви хуманитарни акции за помош и поддршка на оние семејства на кои истата им е непотребна. Креирање на младинска стратегија на територија на Карпош, со која ќе се лоцираат најгорливите младински проблеми и ќе се понудат одржливи решенија, е целта на денешната средба меѓу градоначалникот на Карпош Стефан Богоев и представници од Националниот младински совет на Македонија. Во пресрет на донесувањето на буџетот за 2018 година, градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев се сретна со представници на Националниот младински совет на Македонија. Целта на оваа работна средба, но и стратешки пристап на општината е преку младинско учество и младински активизам да се дојде до поквалитетни политики за млади во 2018 година во општина Карпош. На денешниот состанок се разменија предлог проекти кои може да бидат вметнати во дел од буџетските програми за следната година. Целта е локалниот младински совет да прерасне во вистинско представничко тело на младите. На овој начин ќе се зајакне и капацитетот на самиот совет на општината, бидејќи ова тело ќе располага со активни капацитети и креативни млади луѓе кои се стремат кон подобра локална заедница. По 26 пат и оваа година ќе се одржи традиционалното собирање за Бадник. Оваа година куме Владко Огненовски шеф, а желби за срекна успешно и берикет на 2018 година ќе посека здравичарот, реномираниот македонски уметник Стефан Хаџиниколов Штеф. На 24 декември во пределот на Говорлева краста ќе се берат бадникови гранчиња, а прославата е на ден Бадник пред соборниот храм во Скопје. Скопјани годинава по 26 пат ќе уживаат во бадникарските свечености благодарение на активностите на граѓанското здружение Одбор за традиционална прослава на Бадник во Скопје. Оттаму истакнуваат дека направени се сите подготовки за успешно одвивање на манифестацијата. Поздрав до сите што ни помагаат, што не спонзорираат, што ни даваат гајрет, што се интересираат, кои се сретнеме на улица, кој ви е годинава кум, треба ли нешто да се помогне, тоа сепак е знак дека ние може комотно да речеме дека направивме нешто што се вика традиција, нешто што почна да живее 93 година, еве веќе 26 пат правиме собир пред соборниот храм Свети Климент Охридски. Кум на 26-та прослава на Бадник ќе биде Владко Огненовски шеф, а здравичар реномираниот македонски уметник Стефан Хаџиниколов Штеф. Традиционално на 24 декември во пределот на Говорлевска краста на Водно ќе се берат бадникови гранчиња, а прославата е на Бадник 6 јануари пред соборниот храм во Скопје. Владко Огненовски, кој е уметник во кујната, изрази задоволство што е избран за нов кум и потенцира дека ги прифаќа сите обврски што следат за убаво продолжување на скопските традиции. Религијата за мене не е во црква, е во секојдневието, во љубовта, во почитувањето на постарите луѓе, на децата, на едукација и на добро соседство со сите. Мислам дека тајната е во љубовта. Одборот, јас сите овие години преангажиран сум, доста патувам, доста готвиме, претежно цел ден го поминуваме во кујна. Си ги пратев на телевизија, морам да бидам искрен дека не бев запознаен, и сите овие кумови лично ги познавам, сите тие се убави луѓе, меѓутоа возбудата кај мене стигна многу неочекувано и на вистина сум преблагодарен и превозбуден што и не верував никогаш дека ќе станам
кум на Бадниковата вечер на град Скопје. Стефан Хаджиниколов Штеф е реномиран македонски уметник кој представува симбиоза на гениален квалитет на македонската уметност. Тој е роден во Скопје во семејство на стари скопјани. Хаджиниколов рече дека неговото семејство со традиција наназад го одбележува овој голем христијански празник. И особено ми е драго затоа што ова здружение, овој одбор за прослава на празникот Бадник го имам сретнувано повеќе пати во областа Краста, Говрлевска Краста или една област каде што е сместена меѓу селата Јаболци и Говрлево, кој јас како љубител на природата многу сум ја посетувал често и многу пати кога имале при крајот на годината, значи неделата пред Нова година, јас и случајно сум наидувал на прослава, тоест на берењето на бадниковите гранчиња. Традиционално со бадниково гранче, греана ракија и нафора, скопјани наредната година по 26 пат пред соборниот храм во Скопје ќе го празнуваат големиот христијански празник Бадник. Во тек е машинско и рачно чистење на отворените одводни канали во општина Илинден. Со цел да се обезбеди непречен проток на атмосферските води, континуирано се работи на одржување на каналската мрежа низ општината. Во општина Илинден, во рамки на реализацијата на проектот чистење, нивелирање и одржување на отворените одводни канали на територија на општина Илинден, во тек е машинско чистење на главниот канал, горна зона во должина од 500 метри. Чистењето на овој потек од каналската мрежа е од големо значење, заради тоа што представува критично место, на кое при поройни врнежи поради малиот проток на вода може да дојде до изливање. Деновиве е извршено машинско и рачно чистење и на терцијалниот канал Шамак во населеното место Кадино, во должина од 1500 метри, како и на каналот Азмак во Мралино и Кадино во должина од 1000 метри. Со оглед на рамничарскиот терен на кој што се наоѓа општината, подложен на покачување на нивото на подземните води, редовното одржување на главните, секундарните и терцијалните отворени одводни канали со кои се овозможува зафаќање и непречен проток на атмосферските води и високите подземни води, останува во врвот на приоритетите на општина Илинден. Со цел да се обезбеди непречен проток на атмосферските води, континуирано се работи на одржување на каналската мрежа, што на територија на општина Илинден се протега во должина од 120 километри. Поголем дел од Скопје утре ќе остане без напојување со електрична енергија во одредени периоди од денот. Од Евана информираат дека прекините се поради закашани технички зафати. Поради закашани технички зафати, утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини, информираат од Евана. Во период од 7 до 8 часот без струја ќе бидат корисниците од делот село Рачиново. Во период од 11 до 13 часот корисниците од делови од улиците Мечкин Камен, Добровничка и Сремски фронт во општина Ѓорче Петров, а во период од 9 до 14 часот корисниците од викенд на селбата Велепола, дел од селото Кондово, дел од Кучково и викенд на селбата Кучково во општина Ѓорче Петров и Сарај. Во период од 8 до 16:30 часот, без струја ќе бидат корисниците од стопанските и нестопанските објекти во општина Сопиште, поголем дел од населбата Припор и фирмите Ицемак и Металосолар во општина Сопиште и Киселавода. Во период од 8:30 до 15 часот ќе бидат без струја корисниците од селата Текија, Делјадровци, Миладиновци и рампата Миладиновци во општина Илинден. Во период од 9 до 13 часот корисниците од дел од улицата Анкарска во општина Карпош ќе бидат без напојување со електрична енергија, а од 7 до 15 часот корисниците од фирмите Волво сервис за камиони, ДМ Транс, птицеводство и живинарска фарма за Цуташ во општина Илинден. Во период од 9 до 11:30 часот корисниците од дел од улицата Мирча Ровченец во општина Карпош, а во период од 13:30 до 14:30 без струја ќе бидат корисниците од делови од улиците Прашка, Букурешка и Париска во општина Карпош. Во наредните денови под влијание на јужно струење ќе биде сончево со умерена облачност, а дневните температури ќе бидат релативно високи. Предпладне во некој од котлините ќе има слаба магла. Потоа за време на викендот ќе биде под влијание на нов влажен бран со врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во сабота.
Од недела ќе има опаѓање на температурите и повремени врнежи од дожд и снег. Метамо метео го гледаме следно. Адриан Муча е нов директор на јавното предпријатие Паркови и зеленило Скопје, кој доаѓа на местото на Душан Авировиќ. Минатиот месец нови директори добија јавните предпријатија ЈСП Скопје, водовод и канализација и улици и патишта. Се очекува во наредниот период нови директори да добијат и останатите јавни предпријатија и културни институции во надлежност на град Скопје. Со ова информација ги завршуваме денешните урбани вести. Повеќе информации имате на нашата веб страна mtm.mk. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.